Екипа, почнуваме со ново видео. Новитет за ова патување е што имаме нови камперски столици. Ги земавме околу 50 евра тука од Македонија. Многу се добри, имаат меки перничиња, добри наслони. А сакам да ви кажам кој ни е нашиот нов спонзор за ова патување. Почнуваме да имаме помош од многу компании од Македонија кои не поддржуваат во нашите авантури, да снимаме повеќе материјал, бидејќи гледаме дека многу значи кај луѓето, многу ги инспирира, затоа не помагаат. За да ги подобриме нашите видеа, добивме Insta360 X4, невидливиот селфи стик. Значи ова е за заштита и ова е заштита. А ова е, бидејќи сакам да ги снимам сите патишта што ги возам, да се залепи на кола некаде. Едит моментално бира што да купи од Корпа, нешто од аптека за да ни стигне бидејќи ни фалат некои работи, а Корпа ќе ни донесат од дома. Доаѓа ноември, мораме да ги смениме гумите. Значи овие веќе не можеме да ги возиме, овие се летни, има 25.000 поминато, доста издржа, мислам убаво имаме поминато со нив све. Окей се, значи си имаат уште во нив километри, но голема желба ми е да имам all terrain гуми и тие ги нема кај нас, значи многу е сромашен пазарот кај нас за такви гуми, нешто што најдов се 17-ки, не менеш ми требаат 235-ки, 65, R16C. Многу малце ги има на избор тука во Македонија, но ги најдов Globe Gotter, мислам дека се викаат, во Унгарија. Поскапи со Toyota, овие се околу некои си 600 евра, 650 евра комплет плюс монтажа, значи ќе ме кошта доста, но тоа е нешто што мора, бидејќи цело време возиме по такви патишта и не ќе да си имаме проблем. Не зијам резервна гума иста таква, ќе користам оваа како резервна, зашто не ми се дава толку пари. Но ќе ви ги покажам кога ќе стигнеме во Унгарија, треба да ги нарачаме сега и мислам дека се многу добри. И Марк нешто работи, сега кој знае што прави само. Неко оваа камера е негова што сега што снимаме. А Едит ја прави најдосадната работа што може да постои. Шнирање на завеса, не беше зборот, не знам. Шнирање. Со другите столчиња имаме многу повеќе простор, сега повеќе не е зафатено. Стварно се поголеми. Кафе затоа што масата кога ќе ја ставиме тука, а оваа кутија, освен топки имаме и чизми за планинарење. Треба да ја редуцираме. Чекај да видам тука што има. Нема место. Море има усвари, ова тука не го користиме баш, значи може да ги затворам со нив. Или овде каде ги ставиме. Чизмите ќе ни стојат тука, бидејќи одма ни е полесно да ги земеме, да се облечеме и да искачаме. Еве Марк што при слободно време. Зимски алишта. Зимски алишта? Уште една торба имаме. Па чекај, вие ќе ги користиме одма. Горе е све пуно? Да. Некој комарц има, еј. Комбето е спремно. Видовте што земавме си од аптека. Мачката е... Кој уште ли седи внатре? Брат, ти скочи бе. Отворено ти. Хајде. Хајде, мачите. Китла. Чудна мачка. Стално кога ќе почнеме со исто он како златна рибка е, заборава, 2 секунди му треба да памтење. Сега како што изреков све е спремно, да застанеме некаде да пазариме тоа што ни треба за јадење пиење, бидејќи Европа е малце поскапа. Вчера збореше дека Марк има многу мрсули. Еве кај се мрсулите. 1000. Само што потрошивме околу колку? Јас се надевам околу 670. 65,000 times 4 divided by 400. 650. А што купивме, покажи? 80 tires. General Grabber. Конечно 80 tires. Ајде Марк, што те радува тебе со гумите, кажи ми? Зашто толку се радуваш за гуми? Па сега да ги видам. Еј, ти треба носот да го избришиш. А, те гледате го како диносаурус. Лелелелеле, уште. Уште мајсторе, 3-4. Сега. Точно ти, точно. Трошиме пари малце. Да, мокро нега го фаќал со мокри раце. 200 денари кафе. Име кафе? Овие се многу практични, не треба ништо да правиш, само сол, поцерни готово. Ајде, на попусте. Ово има 4 денари попуст. Сосекам богат. Много сакам бадари. Не, јас за мене јаболки од Lidl ќе си купам. Знаеш што нешто се у кесичката? Да земеме грозје. Индиски ореви на акција има. 1, 2, 3. Ако те гледа оној Балкан Дед, ќе вика, ма какав памсли бе? За денеска за попат може да си земеме нешто. Tomato sauce. These are fresh super. They are amazing. You see these? They are not good for the feet. Chips. Wow. Сега сме. Земаме кебапчиња за Унгарија, бидејќи немаат ичко месо таму, а ребро парите не може да јадат, затоа му земаме кебапчиња. Така да, они взимат кебапчиња, имаме све, чоколадо, ракија. Ајде ти. Еве како изгледа 150 евра од Tinex. Мислам дека земавме доста работи, земавме пива, вина, јадење, месо, едно дете, една жена. Ама они се унгарски, увозни се овие. Нема место, а? Има место.
Тоа е Скопско и тиквеш, не одиме на пат. Жив си, мали брат. Толку лоша култура имаме за возење кај нас. Сега гледај дека се стигнам од тротоар да искочам од паркинг со комбево, тој прв да се брутне да ме заглави. Зашто вака не знаме. Значи само што ќе искочиш од ова Балканов, све е окей, сите почитуваат жмигавци. Доеш ли тука војна полиција? Како ќе му смени на секунда возење? Make sure that's part of the culture. Be kind. Number one, be kind. Not yelling at each other. Yeah, be kind here. Никај те изгледат джипови. Ако сакаш да живееш во џунгла, мора да бидеш монстер. Само што почнавме да возиме и олма гужва на прва патарина пред Куманово. Значи, тиско овдека се дешава. Да ставиме гориво, Македонија е поевтина од сите други држави. Само што си купив ночари сега од Менска, 590 денари. Слаб сум на давање пари за вакви работи. Готово за нешто што го губам и го кршам цело време. А сега треба да полниме воздух во гумите. 3 предните. Зади треба малце поише. Се сме спремни, бензин стајано. Се надеваме ќе држи до Белград, AdBlue стајано, тоа ќе држи до 5000 км ќе ги спука. Не, 2000. Стигаме на граница. Тука не сме да се снима, да знаете само. Колку гужва има за влез во Македонија. Леле. Колку кампери идат на кај Грчка. Ова се све германци што сите идат на кај Грција. Да ја поминат зимата. Само што поминавме граница и на наша граница не знаат. Ома тука се беше супер и Едит вика од Србија. Влагаме и никој не знае. Само што доаѓаме на царина, ти ли си тајбена што снима со маđарица? Шеф, сега видат како се ранимо у комбе. Get out of the Ајде што? Теска, одиме нов пат на кај Маđarска. Маѓарорса, киден. Јеп. Треба да најдеме кај да спиеме. Но не можеме да најдеме, тука нема место за преспивање. Нема. Ако најдеме нема приказ на вечер. Може така? Да. Моментално го возиме патот на кај Сомбор, каде што има гранични премини кон Унгарија, таму каде што треба ние да одиме. Овдека немаш патарини и во тој дел од Унгарија немаш вињета, така да е многу поевтино. Инаку до тука само да стигнеме со комбето, плативме околу 3600 динари. Ајде сега возиме низ овие градчиња тука мали што се Кула, Врбас према Сомбор, модилници, коцкарници и брзи кеш тука се вика. Но многу е чисто, морам да кажам, стварно средени се, иако се мали градчиња, многу се средени, зградите со време. Да, живо е. Ви се јавиме од Сомбор, само да стигнеме и да се спаркираме таму за спиење. Таму имам тетка и тетин кои живеат. Тетка ми е на мајка ми страна, исто од Егејска Македонија кога бегале, нејзините дошле тука, моите дошле, останале во Скопје. Да ставиме гориво. 149 динари литро. А мене нога ми се кочи више од возење. Околу 100 евра плативме тука. Тоа е повеќе од во Скопје, односно во Македонија, поскапо гориво имаат. Уште малце стигнавме да се спаркираме. Добро утро екипа, поздрав од Сомбор. Кога се премориш, помалце спиеш. Сомбор е најзелениот град во Србија, заради тоа што пред едно 2 века началникот кој бил унгарец, зашто бидејќи ова било Австро-Унгарија, односно основане во времето на Кралството Унгарија, потоа било 100 години под турците, па потоа било повторно под Австро-Унгарија, потоа било под кралство на Срби, Хрвати и Словени, па кралство на Југославија и сега во Србија. Го имал за зеленото со дрва од Мисисипи, не знам како се кажуваат, но ние дрва на што прават тунели во државата Мисисипи во Америка. А сега одам да пробам сомборски бурек, бидејќи викаат дека е многу добар. А сега да ми кажете вие дали знаете по што друго е познат Сомбор. Еве пекарата, нема гужва. Може бурек, 2/4 бурек месо и јогурт. Може хампио. Како се зезнав, сега немаат за картичка, треба да барам или менувачница или банкомат, све ми јанат по километар. Верували или не, цел Сомбор мирица на ајвар. Тука се прави зимница на големо. Гледате, оваа фабрика стара 100 години.
Ми рекоа дека тука може да има пекара да се јаде нешто и да се плати со картичка Пепко. Да знаете, ова е многу ефтино тука кога купувате нешто, маички такви работи. Ја мисля дека спиеш ти. У 6 станав. У 6 станав. А легна у 3. Не, 2,5. Подобра си денес? Малку. Малку? Малку или повеќе? Не, повеќе е подобро. Вчера беше како зомби. Пред да одиме со тетин ми, идеме да гледаме Стари град бил Сомбор. Видете го ова чудо. Кој знае колку години ова? Еве уште нешто, ако беше у Швајцарија до сега, кој знае колку туристи ќе имаше тука да го гледаат тоа. Од време на каубојци. Водената кула. Тука чувале вода порано. Нешто пишува. Фершпет, Београд. А да видиме тука дали може да се качиме. Лале. Кој знае која година е ова, човече. Ајде, не влагам, смрди на мочки. Нема путника ништо. Понекад било полно. И тече како пуши цигара. Класика. Стара градба, све што е убаво знаеме да го уништиме и после од кој да го зграби. На крај никој ќе скапува, ќе биде мочално. Каде може да се најде Марк, тетка ми, Егејка. А со цигара? Еј! Ајде тебе да те снимам. Fireman Sam. Ајде, браво. Тоа мајсторе. Ние сме егејци. Ти пола хрватица, пола егејка. Така е, националне мањине. Ја пола вардарец, пола егејец. Дали кога помина улица гледаше лево десно? Да. Добро. Спремен си да возиме до Унгарија? Кај си се качил таму? Скалите качи се па куда. Мали брат. Што правиш? Спремен си за одење? Сега одиме према Бачки Брег, каде е границата со Унгарија. Бидејќи ако одите на кај Сегет, таму е диско. Вчера се чекале по 6 сати. Дате идете преку Бачки Брег. Чао, чао! Чао! Довиđenja. Чекаме на шолтер. Вот. Зопем? Nincs egy cigaretta. Е, што преме кога чекаме на граница у Унгарија. Сега игра. Од футрола мека. Многу ви се свиѓа. Видете колку е практично. Значи, ова е за цела фамилија. Има 6 места за 6 пасоши. Ние имаме 5. По 2 ние со Марк, тато само едно. И тука доле ставиме на мачката пасоши. И мачката има 2 пасоша. Да. И тука може и картички, ID карт, такви работи, пекалце. Супер е, многу убаво виде. За тие што мисля... Реклама. За тие што мисля дека имам друго државјанство, неам. Само со македонско патувам. Така да не мрчете само. Саѓа. Thank you very much. Thank you, Крсенју. Крсенјак. Вислад. Вислад. Добре, 40 минути дека влезем у Унгарија. Брзо. Да, тука е брзо. Сегет, диско. Дечки, ви благодариме што го гледавте ова видео, почетокот од нашата нова кампинг авантура низ Европа. И поздрав од фамилија Тапшанов. Се гледаме. Чао!